по втор пат и повеќе пати. Убав ден за сите, а кога сме веќе горе во клиниката, еве уште нешто предлагам да погледнеме. Да подсетам најпрвин дека редакцијата на утринската програма на Алфа телевизија ја поддржа кампањата Шанса за живот. Сите ние, членовите на оваа редакција, купивме по една алка, која што изгледа вака, а може да се купи на сите бензински пумпи на Окта, чини 100 денари и со тоа ја поддржувате кампањата Шанса за живот. Со средствата се наменети кои што ќе се соберат за оделот за интензивна нега на детската клиника. Во наредниот период ќе ви понудиме прилози кои што практично ги снимаме на овој оддел, не само со лекарите, туку и со родителите, чии што деца се лекуваа на овој оддел на детската клиника. Еве едно сведоштво кое го забележа колегата Иван Лазаров. Додека нивните предвремено родени деца лежеле во интензивната нега на детската клиника во Скопје и се бореле да преживеат, мајките на тие новородени ги споиле истите стравови. Нивните дечиња сега веќе не се бебиња. А родителите ги отворија своите души, нешто што се изнесува само во кругот на фамилијата, сега го споделуваат со широкиот аудиториум, давајќи шанса за живот. Синот на Кристина имал точно 1 месец кога бил хоспитализиран на одделот за интензивна нега, каде престојувал 2 седмици. Пред 2 години Валентино имаше 1 месец кога ни се случи најлошата епизода во нашите животи. Пред се неговото здравје и живот беа во рацете на докторите и сестрите во одделот за интензивна нега кога беше хоспитализиран во многу тешка состојба. Таа епизода пробуваме да ја заборавиме, меѓутоа никогаш нема да ја заборавам нивната добрина и нивната големина и нивната храброст. Тоа не се само вистински професионалци, тоа се многу големи луѓе со ангелска насмевка, со волшебни раце кои што по втор пат ми го дадоа во раце во преград ки моето синче. Докторите биле вистински спремни, вели Кристина. Дури и нешто кога им недостигало, го покривале на секој можен начин, со нивното искуство, професионализам и пред се спремност во такви услови да реагираат навремено. Валентино можам да кажам дека е едно многу здраво дете, пргаво, бунтовно борец и всушност е олицетворение на се она што го има во овој тим овде на одделот за интензивна нега. Јас немам зборови да изразам мојата благодарност, но ќе се заблагодарам и до Господ што токму со Божја волја беше Валентино оставен да се бори за својот живот во рацете на докторите и сестрите од одделот за интензивна нега, кои му дадоа уште една шанса за живот. И покрај постигнувањата на лекарите, за вакви слични успешни приказни, опремата е она што на тимот му дозволува да ги спаси животите на дечињата. Од клиниката апелираат до сите граѓани и компании за подигнување на јавната свест и како и многу пати досега, да и се помогне на детската клиника одделот за интензивна нега. Тоа можете да го направите и вие, купувајќи алка на која пишува Шанса за живот на бензинските пумпи, а истата ќе ве чини 100 денари. Се надевам дека ќе ја поддржите и вие кампањата Шанса за живот, само 100 денари за една алка која може да биде и украс на вашата рака, а со тоа ќе им помогнете на болните дечиња, секако и на нивните родители. Продолжуваме